можеме да видиме раст на маркет капот на Total 3 наспроти ако го земеме USDT од него и ако овдека нормално го поделиме на Bitcoin. Што може да забележиме? Еве како изгледа алткоин сезона од 2018. Како изгледа алткоин сезона од 2021. Каде е алткоин сезона овде? Значи, ние имавме некои кратки скокови, како, например, крајот на 2024 година, но не може некој да ми каже дека ова било алткоин сезона. Еве како изгледа алткоин сезона. Еве како изгледа алткоин. Значи, ние ефективно не сме имале алткоин сезона овој циклус. И пак ќе кажам истото, погледнете го ова. Ова е истиот чарт што го имаме. И во XRP, и во XLM, и во, да речам, XMR, тоа е Monero, или пак во Zcash, погледнете го чартот. Значи, ние имаме огромна акумулација која што трае уште од 2022 година. Во целиот овој циклус ние никогаш не видовме алткоин сезона. Пак ќе кажам ја. Тоа што алткоин сезона не сме виделе, не значи дека нема да се случи. Тоа е како да кажете, од сега веќе никој нема да става пари во малите компании, сите само Nvidia ќе купуваат. Тоа е научна фантастика. Тоа никогаш нема да се случи. Значи, роловер на капитал од големи ентитети во мали ентитети не е прашање на дали, прашање на кога. Тоа не е само во крипто. Ја зошто ви го споредував ова? Кога направи нов all-time high на злато? Што се случи? Дел од капиталот се прелеа во сребро, направи нов all-time high, до сега не виден $120 за унца сребро, па се прелеа во паладиум, па се прелеа во бакар, па се прелеа во се и сешто, така? Што значи дека и во оваа ситуација, ние единствено што моментално се случило е тоа што немавме алткоин сезона, не значи дека нема да имаме.